Стејт департментот бара политичарите да ги трнат рацете од обвинителството и судството. Брисел ќе испрати мисија која ќе врши мониторинг врз работата и ќе оценува состојбата во судскиот совет кој именува и разрешува суди. Ниската доверба во судството и обвинителството повод за краток разговор со Уранија Пировска, председателка на Хелсиншкиот комитет, и Дарко Аврамовски од Коалицијата за правишно судење. Инаку, Пировска беше дел од шарената револуција која протестираше со слоганот "Нема правда, нема мир". Има мир, но нема правда. Меѓутоа и мирот е многу релативна категорија. Може да е привиден. Затоа и очекувам да се случи немир, и ова особено го очекувам од судиите кои што се заложници на политичките партии. Зборувам за оние судии кои што се честни, професионални и добро си ја вршат својата функција. Очекувам да излезат и да го кажат тоа што се случува во правосудниот систем и конечно да ги употребат механизмите кои што им стојат на располагање. Мора да се најде начин да се зајакне на индивидуална функционална независност и одговорност на сите чинители во судството. Досега сите обиди се фокусирале кон системската независност, воспоставување на добри законски рамки, решенија и така натаму кои би осигурале независност на оние институции и органи дел од судската власт, но е направено многу мало, е посветено многу мало внимание на токму на индивидуалната одговорност и функционалност и професионалност на чинителите во судството. Мора да се најде начин за да се зајакне таа професионалност со цел да можат да се почнат и да се применуваат, да се користат овие законски решенија и механизми кои веќе ги имаме на располагање. Денеска зборуваме за она што се случува и е беззаконие во судскиот совет, и мислам дека прашањето не може да се гледа само низ призма на политичките влијанија, туку мора да се гледа и низ призма на свеста кои што самите чинители и вршители на функции ја поседуваат. Таа свест не може да се промени преку ноќ. Има една мисла, знаете, да смените закон не е реформа, да смените менталитет е реформа, покојниот Роберто Беличанес, нешто што јас деновиве токму и го размислувам. Меѓутоа, менталитетот не се менува со политички влијанија. Менталитетот може да се смени само доколку на одредена фела и се даде независноста, и се даде слободата да одлучува и да испрачува правдата на граѓаните. Искрено сметам дека најсоодветно е доколку се најде начин да се искористат решенијата кои веќе ги имаме. Бидејќи секое такво адхок решение носи многу ризици да предизвика несакани ефекти и несакана штета, несакани последици, а од друга страна ризиците доколку таквото адхок решение биде неуспешно, да ја намалите дотолку ниската доверба на граѓаните во судството и да го практично уништите моралот дека може да се стори нешто и да се променат состојбите, е многу висока. И затоа е неопходно да се искористат овие решенија кои веќе ги имаме. Тоа значи најнапред мора да се најде начин. Ние видовме дека освен од граѓанскиот сектор и практично некој предлог решение од Министерството за правда отсуствува каков било јавен притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставки. Да се разбереме, судската власт никогаш не била независна и никогаш не била власт сама по себе во Република Северна Македонија. Пред се и над се, поради тоа што во Македонија секогаш извршната власт имала доминантна улога и влијанија и врз законодавната и врз судската власт. Решенијата според мене се и во измени на законската регулатива, односно начините како да се санкционираат ваквите состојби, но и во јакнење на свеста на самите политичари. Партиите со самото своето членство треба да работат. Не зборувам само за влијанијата кои што ги вршат челниците на партиите. Верувајте, ние секогаш имаме сознание дека и партиските војници во име на челникот се случува да врши влијание за да дојде до одреден свој интерес. Се забележува тренд, се забележува патерн, шаблон на постапување дека секогаш кога доаѓа некаков притисок или укор од страна на меѓународната заедница, дека се размрдуваат работите на домашен терен.
Затоа мислам дека ваквиот притисок кој доаѓа од меѓународната заедница е еден од начините на кои што можат да се придвижат работите, меѓутоа сам по себе нема да биде доволен за да предизвика макар некакви подолгорочни промени. Сметате ли дека е можеби неопходен меѓународен мониторинг во обвинителството и судството? Меѓународен, секако дека би било добре дојдено да се искористи меѓународна помош во спроведување на таквите процеси, особено во поглед на консултации и пренесување на искуства, меѓутоа неопходно е тоа да биде производ изворен внатре на самото судство, да не дојде како нешто наметнато од страна, бидејќи во таков случај повторно само ќе стане збор на време кога ќе почнат состојбите повторно да се деградираат.